8 лоши хигиенски навики. Хигиенските навики стекнати уште во детството можеби не се толку корисни колку што мислите. Експертите предупредуваат дека некои рутини всушност можат да ви наштетат. Навики кои треба да ги избегнувате. Чистење на ушите со стапчиња. Не треба да го пикате стапчето во ушниот канал бидејќи го зголемувате ризикот од инфекција. Восокот има заштитна улога и не треба целосно да се отстранува. Ушниот канал се чисти доволно додека се туширате. Стапчињата користете ги само за ушната школка или користете обична крпа. Пречесто користење средство за дезинфекција. Средствата за дезинфекција се идеални кога немате пристап до вода и сапун, но не можат да го заменат миењето. Тие содржат поагресивни состојки и честото користење може да ја оштети кожата на дланките. Користење сушач за раце. Сушачите во јавните тоалети разнесуваат многу бактерии, што значи залудно сте ги измиле рацете. Похигиенски е да користите хартиен бришач или тоалетна хартија. Минувате многу време под туш, долгото туширање, особено со многу жешка вода, ги отстранува природните масла кои служат како заштита на кожата. Ова може да ја исуши кожата. Секој ден ја миете косата, секојдневното миење ги отстранува потребните природни масла. Поради ова, скалпот може да почне да лачи повеќе масла, па косата ви се мрси побрзо. Идеално е да ја миете косата еднаш до 2 пати неделно. Миење на зъбите веднаш после оброк. Намирниците со поголема киселост го ослабуваат емајлот на зъбите. Ако ги измиете зъбите веднаш, уште повеќе ја втривате оваа киселина. Најдобро е да почекате 30 минути за плунката да ги неутрализира киселините. Многу често правите пилинг. Пречестиот пилинг го оштетува најгорниот слој на кожата, што може да доведе до сувост и иритации. Доволно е да правите пилинг еднаш неделно. Кивате во дланката. Кивањето во дланката ги пренесува сите бактерии на неа, па потоа ги разнесувате на други површини. Многу подобро е да кивнете во лактот. Кисела зелка во тегла. Најдобар начин за зајакнување на имунитетот. Кисела зелка во тегла е здрава, долготрајна и целосно природна форма на ферментирана храна, богата со витамини и пробиотици. Овој стар рецепт, пренесуван од генерација на генерација, го зајакнува имунитетот и совршено го подготвува телото за студените зимски денови. Состојки: 1 глава средно голема бела зелка, околу 1,5 кг. 1,5 супена лажица сол. Неколку пиперки за вкус, цели зрна. Прст жалфија или ким, опционално. Подготовка: сечење. Отстранете ги надворешните листови од зелката, измијте ја и сечете ја на четвртинки. Исечете ја на тенки ленти со нож или ренде. Солење. Ставете ја зелката во голем сад, посолете и малку смачкајте ја со рацете за да се ослободи сокот. Зачинување. Додадете ги зачините, пиперките, жалфијата или кимот. Ако сакате златна нијанса, можете да додадете и неколку зрна пченка. Полнење на теглата. Постепено полнете ја стерилизираната тегла со зелка, набивајќи ја добро со тупаница додека не се наполни. Тежина. За да биде зелката секогаш покриена со течност, ставете мала тегла со камчиња или вода на врвот како тежина. Покривање. Покријте ја теглата со чиста крпа и зацврстете ја со ластик, за да има пристап до воздух, но да биде заштитена од прашина. Први 24 часа. Во текот на првите 24 часа, притиснете ја тежината неколку пати за да ослободите повеќе течност. Ако зелката не е целосно потопена по еден ден, додадете саламура, 1 лажичка сол на чаша вода. Ферментација и складирање. Зелката треба да ферментира од 3 до 10 дена на собна температура, до 23 степени Целзиусови. Кога ќе го достигне вкусот што ви одговара, затворете ја теглата и преместете ја на поладно место, во подрум, шпајз или фрижидер. Вака подготвената кисела зелка може да трае и до 2 месеци, а секој ден станува повкусна како што продолжува процесот на бавна ферментација.